Власта ги одмрзна цените и го остави пазарот во рацете на производителите кои сами диктираат што, како и за колку ќе се продава. Уште од првиот ден дел од основните продукти делумно поскапеа, што само ги потврдува предупредувањата на познавачите на состојбите дека инфлацијата нема да се намали. Синдикатите веќе реагираат дека политиките на власта се погрешни и предупредуваат дека новиот ценовен удар ќе го дотолчи онако сиромашениот работник. Во вакви услови единствениот лек според нив е да има зголемување на платите веднаш. Ќе имаме повторно нови ценовни шокови, ново губење на куповната моќ на македонскиот работник, а не да се задоволуваме со 500-600 до 1000 денари зголемување, кое што навистина е едно срамно и безобразно понудено решение за сега од владата, бидејќи гледаме дека не стигаат ни оние 2000 денари колку што порасна минималната плата, а камоли некои проценти 2-3 до 6%, каде што имаме инфлација 20%, тоа значи дека нема да бидеме сиромашни утре за 20%, ќе бидеме за 14%, но повторно ќе бидеме сиромашни како работници, нема да ни стигнат платите за да го преживееме месецот. Дека власта прави брзи и непромислени потези, веќе предупредија и дел од економистите. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за Алфа рече дека одмрзнувањето на цените на артиклите може да предизвика дополнителен инфлаторен шок. Одмрзнувањето на цените на некои производи што се случи веќе од почетокот на овој месец, несомнено ќе направи сега цените малку да скокнат и несомнено ќе ја разгори инфлацијата. Околу тоа не треба да има никаква дилема, затоа што главната причина зошто инфлацијата во Македонија беше толку висока и беше највисока во регионот до пред некој време, е тоа што фирмите ја злоупотребуваа позицијата. Јовановиќ додава дека цените ќе почнат да паѓаат само кога побарувачката ќе падне, а до тоа вели дека тешко ќе дојде. Предупредувањата на нов инфлаторен шок доаѓа откако во ист ден се одмрзнаа цените на основните прехранбени производи и почна да важи новата цена на струјата со повисок ДДВ. Владата тврди дека поголеми потреси немало да има, а доколку тие се случеле, имале план за да интервенираат. Она што сега се гледа во маркетите и на пазарите, тоа ќе треба многу брзо и да се случи. Оти цената на лебот, шеќерот, маслото, брашното, тестенините, оризот, млекото и млечните производи почнаа секаде да се продаваат по нова повисока цена.